ми дојдовте. Знаете дека во нешто конкретно обработуваме теми и дилеми, демантираме, разглобуваме и конкретизираме. И многу ми е драго кога некои закоравени мислења или непишани правила ќе успееме да ги дисквалификуваме. Така денес прашуваме дали е вистина дека мажите се плашат од силни жени. Што е силна жена? Жена која сама може да ја помести гарнитурата за да исчисти под неа или жена која има собствен став и знае што сака? Или пак е жена која е на висока позиција и добро заработува? Врз кои критериуми се одредува дали една жена е силна или не? И кој одредува? Вистина ли е дека мажите се плашат од силни жени или тоа е муавет на жена која не успеала да го освои мажот кој го посакува? И многу важно прашање. Кој го покренува феминизмот? Слабите жени за да бидат чуени и видени или силните жени затоа што знаат што се можат? На сите овие прашања одговор ќе побарам од моите гости, а тоа се: велат дека нема жена што не паѓа на маж со смисла за хумор. А паѓаат ли на хумор и силните жени или треба малку повеќе да се потрудиш? Ке ни каже Марко Новевски. Што да кажам јас? За силните жени Имаш 45 минути да кажеш, така да добре ми дојде. Добре, не го фалам на пиканот. Значи, веднаш до Марко. Ако гледаме по незиниот стас, дефинитивно е жена и пол на кај две. А дали е силна жена од која се плашат мажите, тоа ќе го каже во текот на емисијата Вера Мештеровиќ. Добре ми дојде. Благодарам, Снежа, добро ве најдов и ти благодарам и те за поканата за учество во твојата емисија. Со оглед на темата, ти благодарам што сметаш дека сум силна жена. Така, викаат дека жена која што е над 80, над 180 висока, тоа не е жена, него тоа е NBA. Така, имаме NBA представник, да знаете. Сега морам да читам затоа што е на Кумановски, значи вака. За Куманов ке викав дека су префригани и автокефални. А какви су кумановци и дали се плашив од Кумановке, ке ни каже градоначалник на Куманово Максим Димитриевски. Нема муж што не се плаши од своја жену, а позади свакога јакога мушкарца стои još појака жена. Така ли? Добро, и ми рекоа уште нешто да те прашам, затоа што нели од Команово си дојден во Скопје. Диралите некој? Те палите некој? По пут никој, ама на враќање не знам како ќе пројде. Тука е Вера да те брани, да знаеш, ја нешто имам работа, ама Вера може да те одбрани. Добро, и да ја најавиме и Тијана Ивановска, психолог. Со Тијана веќе го решивме проблемот со вистинските мажи, ни беше веќе претходно гостинка во една од емисиите, сега уште да видиме и да ги средиме да не се плашат од силни жени и све ќе наредиме, така? Тијана Ивановска, собственичка на СВ Сложувалка, добре ми дојдовте. Фала ти, Снежа, за втора покана. Извини. Значи? Затоа сме викнати ние за да не предомислат нешто. Значи вака, уште на почеток поработиме на вас, Пак ли? Да ви кажам уште на почеток, како случајно, пошто сте во малцинство вие мажите, нешто се подисплашите, шикерче вода имаме, а за секој случај тука се исакчиња. Ја ќе се напијам. Добро, да се напијам. Уште да сад ти исплашија. Добро. Нема везе. Добро. Ајде вака сега. Значи, можеме да започнеме со дискусијата. Океј? Ајде прво од вас мажите ќе побарам дефиниција и тоа од Марко. Ајде, Марко, да ми кажеш дефиниција за силна жена и дали силната жена има можеби тешка рука. Ако гледаме според жена ми, да, силната жена има тешка рака. Се шала. Да одговорам прво на прашањето. На почетокот ги спомена нели оние три работи, дали жена што може да помести гарнитура, дали жена со стврд став. Ја мислам дека секој од тие жени, типови на жени е силна жена, но мене ако ме прашуваш е веќе жена со изграден став кој што знае каде, ајде чекори во животот, што прави во животот. За мене тоа е. На кратко дефиницијата, ми рекој краток да бидам. Да ги останемите да збора, да. Веднаш до тебе е Вера. Вера, значи рековме по висина, по број на чевли, значи ти си дефинитивно една силна жена, меѓутоа си сретнала ли маж кој што се плаши од тебе? Од висината? Не. Знаете како е, бидејќи го имаме и психологот тука, мислам дека повеќе се работи во однос на животот или животниот стил кој што го имаме. На дека сами си ги дефинираме тие силна жена или силен маж во однос на можеби нешто што ние во моментот сме помалку активни или повеќе активни. Сметам дека ни животот дека и за мажите и за жените имаат периоди кога се повеќе успешни или помалку успешни и дека не се практично работи тука за некоја сила, туку дека едноставно се работи за личен избор. Сега онаа разлика каде што се јавува помеѓу, да кажеме,
силна жена и силниот маж, дека доколку во дадена позиција жената работи е на некоја одговорна или има функција, а мажот да кажеме нема, мислам дека пак е тука во однос на колку е тој исто спремен да ја поддржи својата и колку да не може да кажеме расте. се на почеток. Да. Чувај си ја мислата, чувај си ја мислата да слушнам. Да растат заедно. Така, да слушнам на Кумановски дефиниција за силни жени и што се тоа префригани жени, дали ги имате во кабинет и силни и префригани. Слушам. Ајде. Ке преведувам јас, ако не разбирате. Ајде. Да кажу ја на македонски па на кумановски. Да кажеш на Кумановски. Знаете дека е многу е полако да се човек изрази на чист литературен македонски, него да иде оваква емисија, еве пробаја сам јавно обраќање на Кумановски, тешко иде. Ама ќе пробам каде вас себе за први пат. Префригани жени, што се? Ми викамо у Куманово префингани. Фингани. Жене су нежни, убави. Знаев да бидеви шармантни како и мужи. Дефинитивно позади свакога јакога и успешнога мушкарца стои још појака жена. Кумановке су многу јаки. Водив го општину, па скоро пола раководители во општину на најголеми сектори су ни жене. Еве сак се враќам од седницу на совет, сви прашања ми ги поставива жене. Совет га води жена. Значи, дошло е време на жене, ми мужи ќе слушамо и ќе работимо, жене ќе командав. Yes. Точен одговор е под Б, а да ви кажу, имамо едну поговорка у Куманово, вика се петал пое кокошка ноте пишува. Што да кажам се чува? Мислам дека сите разбра, во суштина ако не разбравте, значи градоначалникот кажа дека навистина кумановци се плашат од силни жени. Така беше. Предизвик. Ја кажа предизвик. Силни жени су ни предизвик на нас кумановци. Одлично, Тијана, значи вака, јас најдов на една дефиниција која што вика дека за да една жена биде силна, мора да ја удави принцезата во себе. Ова звучи филозофски, кажи како звучи од психолошка гледна точка. Па види се, јас знам и многу принцези што не биле облечени у роза фустан, нели? Барем од историјата. Психолошки, па што знам, според мене, да кажеме дека силна жена, значи жена со самодоверба. Не имавме на себе сложувалка еден збор караконџула. Силна жена е караконџула. Се шалам. Барем на тој начин да кажеме дека е поврзано со самодоверба дефинитивно. Прифаќање на некои своји можеби помалку силни страни, но и нежни страни. Затоа што нели секој од нас има и нежна и силна страна, така да мислам дека во моментот кога ќе ги инкорпорираме тие две, стануваме самоуверени и силни. Марко, кај вас дома кој е посилен, значи ти или сопругата? Уште еднаш го слушнам. Какво е ова прашање? Зарем има потреба да го поставиме намерно да ги одбраме прашање? Па сакаш дома да си оди или да не си оди? Да го примат или да не го примат? Не се показваме себе си, ама стварно жена ми е посилната дома, затоа што едноставно прифаќа поише обврски самата, таква по карактер и ја превзем улогата на лидер да биде во нашиот дом. Тоа значи она е лидер, не ти бара помош кога ќе треба да се помести тај Марко сега да не ми подпише. бара. Знае добро да искористи тоа што ги има до себе и тоа мислам дека одлика на една силна жена, така. Она многу добра барата со тоа што ги има околу себе. Сакаш да кажеш дека она крева, така, она крева, а ти бришеш од дома. Или сам крева ми бришам, а она кажува каде треба да се направи. Така, си имаме се договорено. Се е договорено. Добро. Максим, се обраќам со име затоа што сакам да бидеме сите еднакви, па да не ви се обраќам нити со презиме, нити со функција, туку со име. Океј? Нема замерка, така? Значи, викаат дека позади, тоа го кажа и ти, дека позади секој успешен или силен маж стои успешна жена и обратно. Меѓутоа, викаат дека жените на политичарите се навистина силни жени. Затоа што треба нели да го истрпат и притисокот од политиката, од функцијата на мажот, меѓутоа треба и да се грижа за семејството. Дали е навистина така? Одлично искуство. Дефинитивно одлично искуство, го потврдувам тоа и се соочуваат со големи предизвици. Животни предизвици, луѓето во јавноста се секогаш и многу често предмет на јавна експлоатација. Се соочуваат и со несакани моменти во животот, но како и да е, секоја одлука која што се гради,
на ниво на одлука на еден политичар, особено во делот на кариерата, сепак се креира дома и тука значајно учество зема сопругата и семејството. Знам од своје искуство дека секогаш кога упорно сум модел до тврдоглавост во одредени ставови, секогаш сум правил грешка и ако ме коригирала и не сум сакал да послушам, сум учил типично македонски, сум учил на собствените, а не на туѓите грешки. Така е. Каква ти е жената, таков ти е живот, така ли? Така, а мојата е плюс учител. Има да учиш цел живот. Те тера дома да креваш ти за да избрише или не? Тоа некој друг. Вака, па ние у куќа сите сме габаритни, крупнички. Генетиката е таква, но физичките работи припаѓаат на мене и на 20 синови, кои што веќе се возрастни. Мојот дел во куќата е да бидам искрен, кирбито го купивме на времето на рати. Тоа ми е уделот и перење на теписи. Вера, да прашам, значи дали е задоволство или е притисок да се биде силна жена? Задоволство е. Задоволство? Да. Добро. Па Марко? да, убаво е да си самоуверен, да си кажуваш ставовите, да си разговараш, да си... Сам дека е задоволство, и зошто да не, нели, 21 век. Треба да разговараме, да се разбираме. И мислам дека е на дополнување. Така. Тијана, задоволство или притисок може да биде да бидеш силна жена? Па, зависи дали збориме за кариера, за секојдневие. Многу прашања се отвараат тука, затоа што да кажеме, се уште постојат сектори покрај тоа што сме 21 век, кај што жените трпат сериозни притисоци, ако сакаат да се успешни у кариера, нели? Али, што знам, мојата професија дефинитивно не, затоа што сме веќина жени, психолози, така да јас не сум се справила со некој притисок, да кажеме, да бидам независна, да отворам моја фирма и така натака. Меѓутоа познавам многу пријатели и пријателки кои што се справуваат со тој притисок и такако. Заради тоа што се силни? Заради тоа што се силни, самоуверени. Добро, ова ќе го затвориме првиот дел од прашањата, ќе одиме сега на анкетата за да видиме како размислуваат и нашите граѓани, дали се согласуваат со вашите констатации, со вашите заклучоци. Одиме на анкета и потоа се враќаме да ја продолжиме дискусијата. Нешто конкретно. Дали мажите се плашат од силни жени? Секогаш вечната борба измеѓу мажот и жената во подошните години ја губи мажот. Се плашат, да, поготово у Македонија 80% се плашат, ја мислам. Тоа го тврдам моје мислење, не се така. Меѓу нив и јас сум така, да. Мислам дека 90% од мажите се плашат од силни жени. Затоа и во последно време не се склучуваат толку бракови. Од жени, па се плашат. Па обично жените доминираат, така да мажите често од таа гледна точка значи паѓаат. Што значи за вас силна жена? Силна жена е прво да е домаќинка. Имаат се мудра да е така, господа мудроца, кој има ќе биде успешен и брак, и успешна фамилија и комплет така. Силна жена е таа што има изградена собствен статус. Жена која држи до себе, достоинствена, самоуверена, самоубедена, гордена својата улога, умешна, во денешно време надојне и сознание, значи веќе и независно од машкото чаљадо. Па силна жена е прво што е самоуверена во себе, да има доверба во себе, да биде материјално осигурена, да не зависи од никого. Способна, јака, способна. Па силна жена да биде главна во куќата, во семејството, да се врти околу нејзе. 98% од жените сакаат да видат, значи. Сосема мал број процент реално ги гледаат работите. 98% значи сакаат тие да доминираат, тие да видат нешто така. Нешто конкретно. Ја погледнавме анкетата, продолжуваме сега понатаму и веднаш ке прашам. Ајде сега да слушнам, Марко, од тебе. Пак од мене? Да, од тебе. Како изгледаат мажите што се плашат од силни жени? Не го зубирајте. Најверојатно така. Не знам. Дали си сретнал некој таков? Сериозно те прашувам. Имам другари кои што добро го надминаа тоа, но во минатото да се кочеа пред силни жени. Едноставно не може муабе да им направат и тоа им беше главниот проблем кој што го има
Јас сум го немал искрено тој проблем, израснал сум со јаки Кажи ги жени околу имињата мене. на тие што А се почеле. не, женети се сега, све е во ред. Силни жени имаат, не сакам да ги осетам и нивните раце на мене, осте доста Се шегувам. Од што мислиш дека се плашат? Не знам, се чувствуваат вајда во одредена ситуација инфериорни, дека нема да можат, дека нема да бидат дораснати на муабетот. Не знам, вајда од нивните слабости, најна се само анализираат премногу. Најверојатно тоа. Не знам, стварно сум го немал тој проблем да пристапам на некој да направам муабет, да разговарам и не знам што им самотало ми изгледа. Ќе ги прашам. А тебе ти се случило да се исплашиш никогаш од никоја? Искрено не ми се случило. Освен од Вера? Добро, Вера Ама ме тука плаши. збориме за вистина. Да, за висина. Таа збориме за други комплекси. Освен за овој комплекс. Во принцип не се. Или да ти било непријатно покрај некоја жена, да се чувствуваш Не, глед, за непријатно? момент сум се почувствувал од одредени дали да направам муабет, дали не, дали ќе ме сметаат за глуп во одредена ситуација, ама после тоа се испоставило дека сите тие стравови за џабе биле. Дека едноставно човек имаш пред тебе, разговараш и тоа е тоа, па муабетот каде отиде таму не. Така. Ништо страшно. Максим, ти се обраќам повторно на тебе затоа што мислам дека има многу силни жени во политиката и ќе прашам, значи дали има политичари кои што се плашат од тие силни жени во политиката. Например, лично ти дали имаш некој од која што не би излегол на црта? Па мислам дека многу работевме во изминатиот период да ги надминеме тие некои табуа и да оставиме поголем Да го простор надминете за стравот од во жените политиката. политичари. Така е. Не сум поборник на феминизам, бидејќи сметам дека на тој начин се прави нееднаквост. Се апострофира безпотребно нешто. И еве доаѓаат нештата на свое. Денеска во општина Куманово, во Советот, скоро половина се жени и тоа сите се Вие индивидуално ги многу јаки. дискриминирате мажите тогаш? Не ги дискриминираме мажите можат секогаш да си го најдат своето место и имаат можност, но жените се тие кои што се можеби многу поупорни, а и биологијата така не создала, природата. Додека ние одиме повеќе на мускули, вие повеќе ја користите главата. И затоа секогаш сте во предност. Мислам дека ќе се преселам во Куманово. Ајде повелете. Добре, дојдени сте сите, но како и да е, тие табуа се надминуваат. Зошто се плашат од силни жени и мажите? Па мислам дека во политиката особено многу голема улога зазема антагонизмот, нетрпението и суетата, и не се работи само за жени, туку истиот однос и кон мажите, бидејќи кога ќе видите силна, јака личност која што цврсто чекори, стабилно чекори со сопствени ставови, идеи, транспарентно, очетно, одговорно работи, тогаш секогаш од спротивната страна се создава еден конгломерат на луѓе кои што го обкружуваат и не му даваат шанса да напредува, едноставно го изолираат во неговите ставови и треба да бидете многу транспарентен за да ве доживеат граѓаните. Еве мене тоа ми се случи на последните избори и успеав. Заедно со граѓаните, да. Така, значи немате страф ниту од една политичарка, било на пример со Елизабета II, кралицата, со Меркел, да излезете на црта, има да ја средите. Апсолутно, јас ги поттикнувам што поголем број на жени да влезат во политиката и да бидат и како Елизабета, но и како Дајана. Вера, слушаш, треба да се кандидираме, Тијана исто, ќе ни направиш психолошки профил да видиме дали можеме да идеме во политика. Добро, имаме отворена покана. Океј. Сега вака. Вика дека истражувањата потврдуваат дека има мажи кои што се плашат од силни жени, и тоа е заради овие три причини. Значи, прво се чувствуваат помалку мажествена покрај жената, доколку таа заработува повеќе, потоа се несигурни дури и во одбирање, да речеме, на ресторан за вечера, и се плашат да не бидат повредени. А најголемата болка, која што име на тие мажи, е во пределот на егото. Ајде, кажи ми психолошки како звучи ова? Психолошки. Ако збориме за машко его, нешто што е многу популарно нели у секојдневие, повеќе збориме за нешто кое што е, да кажеме, трансгенерацијски пренесено као верување дека мажот треба да го чува семејството, да заработува, да го штити, да го финансира и така натака. Така да веројатно тука се појавува таа дискрепанца, ако јас на пример како жена влегувам во културната улога на мажот, онда што треба да прави мажот, да чисти, да пере, да, нели? А зошто да не? Зошто да не? Значи, да, само најголем пробувам да го анализирам вајда стравот од кај доаѓа и
и што предизвикува. Значи дефинитивно не има убаво кога жената заработува повеќе од нив, така? Мене ми убаво. Да. Да. Супер ми е. Да, сега уште на нешто ќе се надоврзам, Вера, тебе ќе те погледнам и вака ќе кажам, пошто уште нешто има дека вика вака. Мажот радо би се фалел и би ја покажувал жената доколку е нели убава, згодна, меѓутоа никогаш во друштво не би кажал жена ми заработува поише од мене, она ми издржава и така натаму. Па не верувам дека би го кажал, она збориме, доколку се работи за супермаж, зашто да не го каже тоа, верувам дека би се гордела со својата сопруга и во даден момент кога би била и поуспешна од него. Сметам дека и позади секоја успешна жена стои успешен маж и обратно. И верувам дека во денешно време веќе да се трудиме да ги разбиеме тие стереотипи, каде што не е важно дали е жената посилна или мажот, туку кој е најсоодветниот за одредена функција во дадено време кој што може да даде максимум на тоа поле, без разлика култура или политика или без разлика за што се работи. Мислам дека треба да ги надминеме тие размислувања во однос кој е посилен. Не, заедно сме посилни. Добро, Марко, значи оваа констатација, значи дека ќе ја покажува девојката која е убава, која е згодна, ама не би кажувал во друштво дека повеќе заработува. За мене не стана збор. Не си ти. Мислам, да, не сум тој тип, зашто би се пофалил на сите дека повеќе заработува. Види па ти какво жена ми мисли. Жена ми е жок, ти сам си купаш будала. Секако дека би се пофалил, искрено. Кажувам, има и месеци ќе се пофалам и се има месеци кога жена ми поише заработува од мене. И продолжи така. Одлично. Те сакам. Ете го моментот. Максо ќе си го изврте, И го доби. Значи жена кога заработува повеќе од мажот? Па тоа е заеднички труд но сепак парите се неопходни денеска за да функционирате и живеете. Најбитно е да се има слобода. Во трошење на пари. Не само во трошење на пари, туку првенствено во делување како индивидуа. Секој човек е индивидуа, бракот по дефиниција нели е заедница помеѓу мажот и жената, кои што спогодбено се договараат за место на живење, условите во кои што ќе живеат. Емисија ни беше, ние имавме претходна една емисија за брак. Имав многу венчавки на времето како општински советник, па континуирано тоа. Па да стави за брак ќе ме викнеме. Секој маж посакува жената да заработува. Зошто? Па нормално повеќе од него? Јас апсолутно се согласувам, па зошто да не? Своевремено работев во странство, кога бев во Ирак, заработував сериозни пари. И нормално е дека поголемиот терет во заедницата паѓа на моја сметка. А денеска веќе градоначалничка плата е околу 66-67.000. Една професорска плата е околу нешто под 30.000 денари, тоа е сериозно учество. За тоа работам и на венчавки. Во семејниот буџет. Не, венчавките не се плаќа, но како и да е, убаво е да се има брачен партнер кој што заработува сериозно и камо среќа да има можност првично да го работи тоа што го сака и второ да го валоризира материјално тоа што го работи. Како го коментирате моментот дека силните жени бараат многу повеќе и знаат некогаш да бидат и напорни? Тијана, стварно ли се напорни силните жени? Има ли некои кои што доаѓаат кај тебе на сесии да речат оваа мојава толку многу бара? Значи не можам више да постигнам. Па не сум чула нешто такво од некој клиента, доаѓаат мажи, работат доста мажи, посебно во последно време. Тоа жените им кажале дома пази што ќе кажеш, кај психологот. 90% од времето е инициирано од сопругите. Мислам, барем идејата е дадена од сопругата. Као да идеш на терапија, видиш нешто, напреш муавет со некоја друга жена кај што ти е дозволено. Али што знам, вајда е субјективна перцепција. Не се жалат мажите, барем не моите клиенти од нивните жени, туку напротив, најчесто кога доаѓаат на терапија, грешките кај себе ги бараат у своја лична надоволност. И можеби понекогаш и не го признаваат тоа пред своите сопруги, меѓутоа онака длабоко во себе многу често бараат таму недоволноста. И затоа јас дури имав напишан еден Facebook статус кај што кажав посакувам нивните сопруги да ги видат какви стварно се кога доаѓаат
на терапија, затоа што покажуваат една многу нежна, ранлива страна, која што у секој на вие тоа е баш онака супресирана. Па ништо ти, Ана, ти кога они ќе идат на вечера таму некаде во ќош седи Да, да и ги онда ти се поддржувам. покаже како што треба, така ли? Ајде сега уште за нешто ќе побарам коментар. Вика вака, кога маж ќе заземе став за нешто, тој е почитуван и ценет, а кога жена ќе заземе став, обично се третира, има тука наводници, како кучка или како силна жена. Дали има разлика во однос на тоа кога мажот ќе излезе со некаков став и кога жената ќе излезе со некаков став? Па веројатно кај различни луѓе дека различно има, некои ги третираат можеби така, но секако дека има и од обратната страна која што едноставно разбира дека тоа е ставот на таа личност и дека тоа е дека нема врска со нели со некоја навредливост или со јачина, дека едноставно така размислува. Не Значи, мора да немаш биде го. поврзано со јачината, јас барем Став е така став. сметам дека размислувањето и доколку е спротиставен, не значи дека некој е помалку, дека некој е слаб или јак, него едноставно. Ако ми се допаѓа неговиот став, супер. А ако не, Така, нели? Да. Не може. Секој став треба да биде издржан, но првенствено и аргументиран. И ако добиете соодветна аргументација, без разлика дали се работи за став дома, во семејството или пак став на политичка говорница на јавна сцена, треба да има соодветна аргументација. Па нормално е секој човек греши, има право првично на идеја, размислување, мислење и потоа и корекција. Мислите Така да. дека идентична е, например, еве, на твојата функција, значи градоначалник кога ќе излезе маж и кога ќе излезе жена градоначалник, да го кажат истиот став, исто ли ќе бидат третирани? Апсолутно, кај мене исто ќе бидат третирани, без разлика од кого доаѓа. Многу е побитно во делот на аргументацијата колку тоа ќе биде подкрепено, бидејќи кога носиме носите политичка одлука, уредувате некој проблем на граѓаните на локално ниво, че тоа треба да биде аргументирано. Например, давате предлог да се изгради одредена улица и сега тоа треба да биде ставено во буџетот, да биде испланирано претходно со проектна документација. Не можете да излезете само со предлог и да кажете таа улица ќе ја направиме. Да, сите сакаме да ја направиме, ама претходно треба подготовка за тоа. Како доктор во операциона сала му треба анестезиолог претходно. Така, Вера, значи рековме јас и ти кога ќе треба да се кандидираме за некоја функција, одиме прво кај вас, значи да ни ги кажете сите тие како да одиме постепено, што како за да имаме ние на курс техника. Ја имаше имаше некоја кумановка, имаше курс предложено за кумановци како да учат, како да се однесуваат по дома. Не знам дали сте го прочитале тоа. Имамо ми различни школи у Куманово. Ајде да ни кажете, има ли школа за мажи? Најака ни е животна школа. Да? Да. Пошто Која предава таа школа? и Куманов ќе важив и бие ги добар глас, ама и Кумановци ги бие. Така да мора да си ги пофало и мужи. Пошто сега бива не едноставно, такво е поднебје тамо малце по-северно, видиш што се деси. Сега на овие задни избори у Македонија ми сме навикнале македонци дува све јужан ветар, цело време викамо ладно е. На овие задни избори до нас северен ветар од Куманов до Евгелију све ги однесе. Така е да Куманово е таква природа. Козјак планина од едну страну тие ружена ветрови се врти, менја се климе, луѓе су различни, мултиетнична средина. Така е да големо искуство се собира. Со дување на ветрови може и да бидат раздувани малце. А добро, сега имамо и такви. Све помалце имамо и тоа е наша разноликост не прави нас толку моćни и јаки. Кад погледнеш па пола политичка елита у држава тие од Куманови од тие краји само дрмав го држава уздуши попреко. Нешто не направива многу Многу ми е јак ветерот и од таму од кога ќе тргне од Куманово, кога ќе раздува и ќе однесе еден уштип, еден вамо, еден таму. И ќе ги донесе на кај Скопје прво, така ли? Види, Скопје ни е омилена дестинација кад трошимо паре. Добро. Сви наши кад треба да дојде у Куманово да купи ауто, они дојде во Скопје да купи ауто. Паре тој ги потрошиме, овде ќе дојдемо мебел да си купиме, а све имамо у Куманово, ама пусто Скопје. Само не се навикнамо на едну работа да доваѓамо по жене овдека. Него све Куманов ќе си ги гледамо. Локал патриотизам да се Тоа е зачува. локал патриотизам на прво ниво. Сигурно нема кумановци што се земале со... тоа ми е многу битно. Значи кумановец кога ќе се ожени со Скопјанка, доаѓа да живее во Скопје или си ја носи Скопјанката во Куманов? Туѓе волимо, своје не дамо. Значи, куде идемо, зазимамо територија или све враќамо на нашата. Иначе многу повише има кумановци што се
ожениле за Скопјанку, него ли Скопјанке што отишле у Куманово. Добро. Сега разбрали ме што ти кажа? Не те разбрав. Исто ти кажа, ама на друг начин. Друг начин, да. Не разбрав. Мене ми беше мисло, кај живеат тие кумановците што ги зимаат Скопјанките во Скопје, доаѓаат или да идиш ли си во... Живи во Куманово, работи во Скопје. Компромис! А децата кој му ги чува? Оваа бабава во Скопје или таму во Куманово? Знае се кој чува деца мајка. Добро. Све ми е јасно сега. Овој муабет сакам да го заклучиме со прашањето. Дали жените само си го наметнуваат тоа дека дека нели се плашат мажите од силни жени, заради тоа што не ги добиле оние мажи кои што ги посакувале? Па знаеш како и ова прашање има и оние пак две страни. Значи генерално. Значи може секако да има некое такво искуство каде што може би како и за машките нели од другата страна. Некои своји стравови спрема своји стравови и не верува дека она доволно може би добра за него, па Самотешење. Да. Самотешење, тоа. Самотешење, Јас сум си профем, не знаеме. Или него не Е, тоа. Буквално за тоа се работи, а не пак за јачината. Значи се врзуваме некако погрешно, мислам, за тие имиња јак и слаба, всушност позадината некоја друга. Тијана, значи дали тоа жените сами го наметнуваат или навистина е така? Ајде. Па не знам, би се служила со Вера дека така, што знам, стереотипизираме јак слаб. Тоа е пак, како викам јас, субјективни доживљаи за силно и слабо. Веројатно прашање е колку ни се задоволени потребите од било која релација. Силна личност, така таа која што ми ги задоволува потребите, нели? Максим, ништо размислуваш? Не, се враќам малку назад со вашето прашање 90-ти години, кога бевме тинејџери. Нај да го кажу на кумановски. Да го кажеш на кумановски, ќе го преведеме. Има смо едну форму на олеснувачи, сега у преговори, тоа е модерно. И кад ќе ти се свиѓа некоја девојка, ти ќе идеш куде другачкови и ќе го викаш, ќе ми го местиш ли? Тој беше некоја форма, она е преговарач, прво го припрема, после ти доваѓаш, удвараш шуси и предлагаш го. Ја до души жену ми такој не го фати, ја го фати директно во очи. Ти преговарач? Ми очи па очи, ја преговарач и све. Завршимо работу, туј сме куде смо, данаска, битно е сретни смо. Али плашив се мужи од силни жене, тој дефинитивно. Ја не се плашам. Али пуно од нас мужи знаеме да кажемо декларативно, тако е, у суштину има една доза, едно црвче тамо. Работи, пошто кад видиш некој јако личност, да прашаме сопругата ваша дали се плаши, да ја прашам, да ми даете телефон. Обавезно, одма ќе ви дадо број по емисију и ќе ви потврди дека све што зборува е истина, пошто е жена на политичара, нормално. Па не ти е баш она соодветна да ја прашам. Има едно црвче, работи, не се плашиш од убаву жену, ако е она многу убава, лична, елегантна, представителна, али плаши се можда на моменти ако е интелектуално јака. Затоа што тај интелектуална моќ е многу поголема од твој и ти ствара одреден тип на фрустрација каде што се рачунаш како личност од помалу вредност од тој заедницу кој што го креирате и тие су некои стереотипи кои што мора да се разбивав, а предпоставljam се разбивав с разговор, зашто не можеме сви да бидеме добри на ист начин. Знаете што забележав, кога зборувате на скопски многу пократки ви се речениците и многу пократко зборите, така да на скопски да ми зборите. Ајде се вратиме. Одиме на анкета да видиме што мислат граѓаните и повторно се враќаме да ја продолжиме дискусијата. Нешто конкретно. Дали е срамота жената да заработува повеќе од мажот? Не, во никој случај. Ако е жената умна и не го злоупотребува това да му клюка секојдневно дека јас сум таја што придонесувам, сосема нормално. Не е срамота. Во денешно време како стои ситуацијава, кој колку има, кој може да си заработи, ќе се заработи. Нема денеска ни правила, ни стручна спрема, ни ова, ни оно, така да. Битно да се заработи нешто. А не е срамно, зашто пак би било срамно, доколку имаат разбирање во семејството и едниот партнер и другиот партнер придонесуваат за одржување на семејството, особено на дечињата.
Меѓутоа, често пати се случува жената која повеќе заработува да се чувствува и со повеќе право, значи и помалку да командува, доколку мажот не е тој што уме да поднесе некои неизини хирови. Само Македонија е срамота, мислам. Маж рекол се како потиштен, се чувствува како незгодно. Мора да ја слуша жената, нема што тука не. Дали Право, мора да биде жената право ради поголем клас, мислам. Нешто конкретно. И добро, веќе сме при крај, значи дојдовме до оној момент каде што треба да одговарате на брзи прашања, значи кратко, јасно, брзо, да, не. После имам една игрица за вас, да видиме дали стварно имаме силни жени по студиото или не. Така да, имам и за тоа. Што ги мрдаме? А да, кој почне да го крена овој каучок овде? Значи вака, само да и не, брзо. Само искомплексирани мажи се плашат од јаки жени, да или не? Да. Не знам. Не. Да. Добро. Силна жена е онаа жена која не бара помош за преместување на мебел дома кога чисти. Не. 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 Добро. Силната жена ќе ја препознаеш по тоа што секогаш одбира погрешни мажи. Не. 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 Добро. Силна жена е онаа жена која знае сама да смени сијалици и бушони кога тоа е потребно. Да. Мислам, Вера, за тебе нема никаков проблем. Да, тебе ти е лесно. Вера без скала ги менја. Зато си знам се она прашаме мене со столче шетам секаде. Вера, да или не? Да. Ако го прави тој без слугу, да. Добро. Значи вака, не се плаши мажот од ниедна жена, дури ни од силната, туку не му се допаѓа доволно и затоа бега од неа. Да. 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 Добро. Силна жена е она која заглавува после полноќ со другарките во кафеана, додека сопругот е дома со децата. Не. Не? Не е дај силна? Боже. Не дај Боже да е силна? Или не дај Боже да заглави у кафан? Да заглавиш у кафану, микат глајмо до 6 сабајле. Докуде 1-2 може да се издржи после. Ама с жената, значи Па за жену збориме, за жену. До 1-2 може некоја толеранција. да заглави до 6. Како нас до 6 ако заглави е проблем. Добро. Тијана? Да, значи силна жена е таа која заглавува. Така? А мажот дома ги чува децата. Или без разлика? Па не, мислам дека не се смета така. Не? Добро. Мислам ќе ме рипнеш, не. Силната жена прифаќа и комплименти и критики на ист начин. Да. Да. Па да. Да. Добро. И силната жена секогаш се однесува како дама. Така е. Така е? Не. Не? И како се Што однесува? значи бре? дама? Дама е концепт. Ништо тоа, друга емисија ќе ни дојдеш да ни кажеш што е дама. Не, а? Добро? Дали силната? Да. Не знам сега веќе што да кажам со концептот. Дали силната жена секогаш се однесува како дама? Па не секогаш, не. Не секогаш, а? Добро. Океј, задоволна сум од овие ваши одговори. Овде имаме народни поговорки, пословици или некакви познати изреки, кои што многу сакам да ги демантираме или можеби ќе се согласиме со нив. Секој од вас нека се извлече по една од ливчињата за да го искоментираме. Ајде, Марко, пази да не. Ќе земам и јас. Леле, Вера, не стануј. Ти не мораш да станеш стварно, Вера. Не стану. Вера, не те прашав, стварно ти се осигурани нозата во Триглав осигурувани? Ај, па сега. Ја ми ли да не ти откривам? Во преговори сме. Во преговори, добро. Кој прв ќе почне, Леле? Ајде, кој прв ќе почне? Ајде, Вера. Се, ајде. Силната жена е девојка со памет, кучка со став и дама со стил. Вистина или лага? Дали да или не? Па во дадени моменти да, значи со тоа негде треба да бидеш. Сега баш овие формулации си одбрани, но мислам дека да, некогаш треба и да покажеш. Треба да имаш, треба да покажеш и став, и да си нежна и така се вкупно. Така, добро. Ајде, Марко. Кога ми се падна со видот. Жените никогаш не стареат, тоа на мажите им се влошува видот. Затоа ли носиш наочари? Сега, да го прочитам.
Согласи се. Да, како мене ми се падна омер, мислеше намерно да заврте така. Ја ништо не сум Согласи се, немаш избор. Па нема бото се согласи, тоа е тоа. да си До ставиш мене, леки. знаев дека е до мене, никогаш не е до женица. Така е? Така е, така е. Така е. Добро, ајде Тијана. Силните жени немаат ставови, тие имаат стандарди. Да. Да, дефинитивно да. Добро. Одлично, ајде. Да го преведу на Кумановски. Да го преведеш на български. Увек се плаши од мирно куче и жену која се смешка. Тачно е тоа. Да, куче чим не мрда да се сопаш, значи е опасно да го галиш. А жена кад мрда да се сопаш е још поопасно. Немаше таму опаш, имаше ако се смешка Да, ама жена. добро сега ја комбинација управо измеѓу куче и жено, нели, овој сте га ви напишале, не ја. Да, се зезам. Добро, одлично, ми се допаѓа. Еве сега моето кој е, па вие можете да го искоментирате. Ако мажот зборува лошо за сите жени, веројатно е изгорен од една, онаа што најмногу ја посакувал Марко и Максим. Да или не? Па, до некаде да, сега. До некаде да. Се согласувам. Добро, мило, јес. Годим се едно. И јас се согласам. И ти согласен. Ви се допаѓа, значи сега да истестираме, веќе сме на крајот на емисијата, да видиме дали навистина имаме силни жени во студиото. Замолувам джингл, почнуваме со игрицата. Ајде. Нешто конкретно. Значи, еве, покрај мене имам тука реквизити. Вика вака, дека на силната жена маши треба само во 3 случаи, кога треба да отвори тегла, кога треба да извади клjučот при безокот и кога треба да се закопча или на раквицата или герданот. Па сега прво чеки да тестираме дали имаме тука силни жени. Држте жени теглите да видиме дали ќе ги отворите. Ајде. Ајде. Што сакаш? Джем, фефаронки? Ајде. 3, 4 да видам дали ќе отворите теглите. Имаме силни жени. Затоа ќе мене да ме тестирате, да. Значи имаме дефинитивно Да е силни моја жени. земница што го ми затварамо дома, не може баш такој да се. Следниот пат од Куманово да донесете тегли, овие скопскиве се прилагодени. Иначе и дома сум како предизвик за отварање на вакви декараци како клишти имам сами. Да? Затоа ме боли мене рамото од трески тоа. Марко, ти да видиме колку си силен земјот, таа некоја од Не, јадам до тоа, не може. Не е такова влегла. Значи, викаат дека исто така на жените многу им е тешко да извадат клjučevi од привезок. Еве овој клjuč, прво Тијана вади го клjučот. Мада може тебе ќе ти биде лесно, ти немаш ногти. Треба се набира да даде со ноктите Јас имам таман. ногти си Вера ги вади, ајде. Тешко тоа не. Вади клjuč. Полошо е дека немам ногти. Ајде. Броиме. Добре, ајде, можеш. Ајде. Имаш право да побераш помош. Разбуди го мажот во тебе. Добро е. Браво, одлично. Значи- Вера, Сега што сакаш сега? Да извади искришам еден ногти клjuč. дали? Па не знам, пробај. Еден, два клjučа да не извадиш, ајде. Тој коцкастиот. Коцкастиот Ајде, овој, вади а? клjuč. Добро. Го имаш Марко тука, ако ти треба за помош, леле. Ајде. Можеш ти, Ајде, еве, да можеш. можеш. Ајде, лесно. Одлично, да. Имаме силни жени, значи двата предизвика успешно завршени. Ајма, третиот, дали може ова да се закопча? Маживе, ништо не искористени установки. Не, секи ред дома ќе не искористам. Не, ова да пробам да мажите да го закопчаат? Што немај. Немај да пробам со Ајде Марко. пробам. Зашто? Ајде, закопчи го на Вера. Ајде, да ме начетам. Вера, или сакаш сама да пробаш? Ајде Се пробај. само да пробаш, Ајде. пробај само. Ајде, закопчи. Чекај. Ама на тие сега, поситните. леле, на кои поситните? Еве до крај, сакаш тука? Закопчи. Чекај, ама да е тука па не собира нови поситните. Не Ништо собира? мора тука Ајде, да да, одемеш. Не, мора но. Ето. Добро. Има искусство, умен си е. Готово. Ако можеш, ако сакаш да овој ногт е малце подолг од другиот, со тој ја фаќам тоа. Одлично ми се допаѓа Ајде. предизвикот, На успешно жена ме за на предизвиците успешно одговоривте, значи гарантирам дека во студиото се присутни силни жени. Потврдуваме? Потврдуваме. Барам джингл за да ги внесеме наградите и да заклучиме. Ајде. Нешто конкретно. И
се вративме, еве ги подаруците за нашите драги гости, заради тоа што имавме супер одговори, значи имаме сокчиња од Viva, ќе ги добиете сите, ги имаме тука барнер на очарите, добивате по еден ваучер кој што ќе отидете и ќе си го замените со наочари, значи не се за вид, Марко, да не се секираш, туку се за заштита од екранско светло. Еве ги вака изгледа, значи да, можете да ги пробате чисто да видите како ви стојат, ако сакате, ако не ќе земете ваучер и ќе отидете во барнер, ќе си ги подигнете вашите научари. Имаме тука уште еден подарок, подарокот е за Вера, од нашите драги пријатели Метро. Значи, треба да видиме дали се чевли кои што ќе додадат на твојата висина или ќе одземат од твојата висина. Така, Нема да додадат. Не знам. Па, значи, Ако е софнато ствари. Ќе додадат, значи колку си... Вера, колку си висока со овие штикли? 195 би било. 195. Уште 10-ка. Одлично, добро. На крајот ајде да заклучиме. Значи, дали силните жени се раѓаат или стануваат со текот на животот? И јас мислам дека стануваат со текот на животот. Сега некои имаат таа среќа да се родат како силни, воопшто зборам се и за мажи и за жени, ова за личност. Некои имаат таа среќа да се родат храбри, некои животот понатаму ги учи да станат и да се борат него. Така, Вера, се раѓаат или стануваат? Како дело мисли на тоа со Марко? Добро, ти Јан? Стануваат, мислам дека стануваат. Така? Па стануваат, но има дефинитивно и генетиката своја и домашното обкружување и се надоградуваат. Ги охрабрувам што повеќе да ги има, а и мажите да ги почитуваат и да не се плашат. Добро, одлично. Овие заклучоци се одлични за крајот на емисијата, меѓутоа уште нешто заради тоа што викаат Кумановец ако дојде и ако не го прашаш да ти каже виц, исто како да не дошол. Така да може целото гостување да се поништи ако не слушнам Кумановски виц до крај. Не сум нешто добар укажување на вицеви, ама ова е подугачок, не знам колку време има. Па уште една епизода. Значи, вика, биле американац, босанаци, русин, фатиле ги тамо некои домородци и дали им 3 препреке да ги пројдев, ако не ги пројдев, ќе ги утепав. И прва препрека да препливаш пуну реку крокодили. Друга препрека да улегнеш на мечку дупку да го скршиш ногу. И трета препрека да спиеш еден ноќ со индијанко. Улегнале и американаци, русини, зели ги крокодили и овој босанац некако препливае реку, доше до дупку на мечку, вика, јел овде треба, ту треба да уđem, добро. Улаза босанац, вика мечка, вика босанац, вика мечка, вика босанац, едно време искача босанац целу крв и вика, где е таа индијанка да ја сломи многу. Што кажано, благодарам, фантастичен крај за емисијава. Благодарам многу што ми бевте мои гости. Останете силни, останете такви какви што сте. Ќе преговараме после за пресуда во Куманово. А вас, драги гледачи, ви поздравувам. Не заборавајте да не следите и на YouTube каналот, да ни пишете на Facebook, да ни пишете на Instagram, слободно предложете тема и секако, значи на нашиот YouTube канал стиснете го звончето. Се гледаме следната недела. Поздрав! Одлучивме во денешната емисија да влијаеме едукативно и стимулативно. Да се женат младите, да се раѓаат деца, да се зачува Македонија. А како? Така што ќе одговориме на прашањето какви жени сакаат мажите. Да утврдиме дали навистина жените се попребирливи, како што заклучивме со гостите во првата епизода, или пак мажите имаат некои специфични критериуми. Ја мислам дека девојките се тачно професионалци у истакнување на некој дел од себе што знаат дека мажите најдобро ќе го приметат и тоа на прв поглед, но добро кажа пријателов дека ние имаме повеќе сетила со кои треба да доживееме некоја девојка. По однос на парфемот, не, Томан Драгоц, не би навлегол во тие прашања. По однос на парфемот, златно правило е за секој маж дека треба да носи добар парфем. Или правило е дека мажот кој што носи добар парфем завршил пола од работата. Ама не за жени зборував, мислим. Се познава спод Зоруша од прв момент? Сигурно. По емоционална интелигенција ето. Одма ја гледаш и ја познаваш или после чекаш некое време да се отвори? Сега се познава у старт како се помири се. Така, помирис. По парфемот се познава, добро. Овде кај имам карактеристики на жените
Доктора? Ајде. Црна жена ми е црна. Ще ми се погоди. се погодило. Добре. Паметна е. И второто и се погодило. Ајде, 2 од 3. Сега ќе се зезне работа. Не е љубоморна. Црна и паметна. Ајде, Владимир. Се смеја цело. Потекнува од богата фамилија, па да, Да, добро. духовно богата и добро изгледа нормално, апсолутно. Добро. Не добро, него совршено. Слуша рок, да, рок, new wave. Така и си мислам дека слуша. Се погоди. Тебе што ти се падна? Се што ќе кажете ви верувам. Ајде на совет сега за сите дами, на какви мажи да не им веруваат. Ајде. Мажиш? На докторите да им верувате, на музичарите не знам дали им верувате. Пази тоа бендови, На професорите да верувате, Штурми. посебно на професорите по физичко и здравствено образование. Добро, на професорите да им веруваме. Професорите, тоа е образование и добро. здравство, тоа се основни работи. Ова, После све, музичарите, тоа е многу сумнива работа. Ја не знам. Мисијата ќе ја продолжиме се додека Дарко не се ожени, па после ќе идеме на четка, па ќе идеме на... Тогаш ќе слушам Турбофон. И готово. Договорени сме. Ајде, готово се смирија.